Ќе одите ли на избори со бојкот на најголемата опозицијска партија? Не можем денеска да донесам одлука. Ете, секако ќе биде комплицирана таа ситуација ако опозицијата одлучи покрај се да не учествува на изборите. На крајот, јас не видов денес на лидерската среда ништо што ме убедува дека изборите не треба да бидат што е можно побрзо. Мислам дека за Македонија ќе биде погубно да оди на избори кои нема да бидат фер и демократски со согласност на главните политички вали. Сите набавки на ДИК во минатото беа склучувани со примена на постапка со преговарање без претходно објавување оглас. Итност, да, постои, ама и тоа е релативна работа. Дали за овие избори Државната изборна комисија конечно ќе набави избирачки материјал во конкурентна постапка? Неколку дена подоцна се вративме на истото место. Овој пат, како да беше уште пораздвижено. Обвинителствата низ земјава предложија парични казни за 1982 лица. Купната вредност е најмалку 2,84 милиони евра. Очекувам дека ќе биде донесена одлука за амнестија. Секако дека не. Казина, заболекаре, супермаркети, тоа функционираше 80% од грци. Сега нема ништо.